Сега почитувам колега, јас запишував се што кажавте, па да ви објаснам. Државниот испитен центар, намерно го спомнав, заради тоа што тоа е институција која не организира обуки и не ја врши работата за тоа што е наменета. Тоа е една работа. Друга работа, рековте, ова е институција за која што зборуваме, Агенција за супервизија на осигурување, е стручна и професионална институција. Таа ќе биде стручна и професионална институција кога ќе го планира и моето време, заради тоа што таа институција зависи од нас дали ние ќе им го одобриме финансискиот план или нема да им го одобриме финансискиот план. И да го почитуваат нашето време. Најљубезно го кажав сето тоа, заради тоа што го добиваме извештајот, финансискиот план. Го добиваме на 29 декември во попладневните часови, а со болдирано ни викаат дека треба да го усвоиме до 31 декември. Ете сериозноста и професионалноста од нивна страна. Да не навлегувам во другите детали. Следно, спомнавте ковид заштитата. Да, ја има. Им организираат тестови на вработените. Зошто? Затоа што не веруваат во здравствениот систем што го имаме. Демантирајте ме ако не е така. Како може си има, нели, бесплатни се тестовите, нели имаме тестирање, имавме цела година, повеќе години наназад, да, само кога ги тестираа луѓево им закажуваа, ако сакате денес, одете во Гевгелија да се тестирате ако сте од Скопје. Од друга страна, кога се однесува до ковидот, има и друга работа, која што е спомнав. Во еден дел на финансискиот план, директорот и тимот кој што го изготвиле овој финансиски план, ни велат дека има ковид и треба да се заштитуваме од ковид, а од друга страна, ајде 27.000 евра да потрошиме за настани да организираме. Па сега одлучете се, има ковид или нема ковид. Кога се однесува за професионалноста на оваа фирма, на оваа агенција, јас не можам да тврдам со целост, бидејќи, колку што го гледам сето ова, од една година и пол сум пратеник, имам пристап до овие информации, јас сега, во првото мое реплицирање кое ми го направи директорот, сваќам една ситуација. Вие мене ме убедувате овде и ми викате дека овој финансиски план е во идентична форма со 2021 година. Јас да ви објаснам зошто не е во идентична форма. Заради тоа што приходи од услуги има намалување за 27,08% во споредба со онаа идентична форма од 2021 година. Тоа не е идентично, идентично е ако е исто како што било лани. Директор е во право сум. Да продолжам. Сопствените приходи намалени се вика за 4,74%. Ова не е идентична форма. Продолжувам. Расходите за потрошен материјал се повисоки за 4,63%. Ова не е идентична форма. Етаа професионалноста во која јас се сомневам. Продолжувам. Повисоки за 23,08% се расходите за наемнини. Замислете, повисоки се и не е идентична форма. Повисоки се за 13,35% расходите за надоместоци на трошоци за работници. Не е идентична форма, бидејќи од оваа година почитуваните во Агенцијата за супервизија одлучиле дека имаат некои вработени кои не живеат во Скопје, а се со полно работно време, одлучиле да им плаќаат стан, нели, наем за становите, да им плаќаат комунални такси месечно, исто, мислам, се така да им покриете, верувам дека и може и кафе, и ручек, и се им купувате, бидејќи Бислимовски, ако може 83 евра дневно да троши за кафиња, може вие 60, бака бидејќи сте на понизок спрат, може и 60 трошите. Според мене, ова не е идентичен план и овде јас гледам простор за манипулирање. Ако имате факти и бројки, демантирајте ме. Ви благодарам.